Како и секој понеделник, со мене во студиото е мојот драг колега Љупчо Поповски, кој никаде не отиде да ги спои празниците. Љупчо, добро утро. Се шегуваме од себе, со додојче во некои други времења, ќе беше голем викенд до среда. А и ќе имаше фирми што ќе спојат и до среда, петок, па така е да... Па сега нека спојат кој што му има такви, да речем, можности да го направи, ќе заштеди струја нешто и така. Ќе заштеди некои трошоци и малку ќе се одмори, баш кај и времето се погоди што е право за викендов, еве дури попладнево нешто се најавуваат врнежи, но ќе видиме. Но облачно е врз Европа, особено кога е Балканот, попраши Љупчо. Ти ја читав последната колумна во саботата кој ти редовно ги објавиш за Дојче Веле, а потоа се разбери на независен се превземаат. Велиш дека Европската унија со полна брзина оди кон бездна на Балканот. Што е тезата? Ајде јас да ја раскажувам. Тезата е... Значи, ја во текстот, освен тој мал увод кој што е поентата на насловот, другото е се пренесени изјави од последните, од 9. мај, кога беше говорот на Емануел Макрон во Европскиот парламент по повод завршувањето на конференцијата за едината на Европа и за тоа, за тие 10 дена што се случува во Европа и сега и да сватат читателите дека не само што ние не знаеме, туку и тие не знаат што се случува во Европа и каква ќе биде нивната политика на Балканот. Се направија два слични концепти, едниот на Макрон, другиот на Мишел, на председателот на Европскиот совет. Така е. Меѓутоа, помеѓу она на Борел и на Макрон има разлики, иако звучат слично. Значи има, например, прво во името е, рече се исто, Европска политичка заедница на Макрон, а ова е Европска геополитичка заедница на Мишел, но има разлики, бидејќи она што го кажа Мишел минатиот понеделник е малце повеќе детализирано. Тоа што го зборуваше Макрон е во некои општи рамки. Например, еве само неколку работи да кажеме што е различно. Макрон вели дека ќе треба да се формира еден совет на Европска конфедерација, да го наречам така, кој што ќе заседава кога ќе има седници на Европскиот совет, кога ќе се собираат лидерите на нивните самити. И после тоа или пред тоа да се состанат заедно со овие другите што се од групата на таа Европска политичка заедница, од Македонија, Албанија, Србија до Грузија, да речеме. И демек на тоа ќе се претресуваат глобалните работи што се поврзани со Европа и развојот и интегрирањето на земјите. Додека Мишел има малце по да ги наречем така блиски релации меѓу тие што се и не се членови. Например, во таа заедница оние што преговараат, кога ќе го поминат одреден кластер, например за екологија, на советите на министри, бидејќи таму немаме, ние ги знаеме, најмногу овие ГАК за надворешни работи и за... Министрите по ресори заседаваат. Да, заседаваат постојано, има за финанси, за екологија, за земјоделие, за... Значи, штом поминеш одредена одредена кластер, да влегуваш на седниците на совет, на министерските совети, кои што на Европската унија, да учествуваш рамноправно, бидејќи ти веќе стануваш некаков дел од тој да го наречам таа заедничка европска политика. Така, и плюс ново вели тој дека многу силно треба да го потенцираме прашањето за реверзибилност, кој што го има сега во оваа нова методологија за проширување што беше инициирана од Макрон, но Мишел вика уште повеќе. Значи, ако нешто заостанеш со владење, направо те враќаме 5 чекори назад, не еден. Тоа инаку, според визијата на Мишел, врзано и со парите. Значи, кога напредуваш, добиваш пристапност до фондови таму кои што напредуваш, кога назадуваш, ти ги укинуваат парите кои што се делат тие фондови. Например, ако напредуваш во одделот за земјоделство, екологија земјоделство, значи ти можеш да добиеш сериозни пари во финансирање на земјоделската политика, што е една од клучните Со други зборови, еден флексибилен концепт во кој што земјите како нас
би почнале да се интегрираат многу подиректно, без да чекаат финална одлука или овој тип на блокади како ние што ги имаме. Значи, тоа е, според мене, од два овие концепти, сега тие ќе се... Тоа сега да те прашам, Лучо. Сега ова ќе влезе во дискусии, кој знае уште колку години ќе требаат за да тоа се дискутира. И тоа е некаков начин регионов, а и овие сега што се директно загрозени од војната на Украина, се разбира, и посредно Молдавија и Грузија, бидејќи таму че гледаме дека во јули ќе има некаков референдум за отцепување на Јужна Осетија, да останат во орбитата на ЕУ, а да не бидат ЕУ. Сега тоа е суштината што претпоставувам сака да ја направи ЕУ, но тоа е според мене многу лоша порака. Значи тие ќе сакаат да не задржат во орбитата, ама никогаш нема да сакаат да не внесат натре во јадрото. Во оваа точка германците се уште молчат, барем на официјално ниво. Тие го оценија концептот на Макрон како занимлив, меѓутоа во суштина се немаат искажено. Добро. Очигледно дека ова сега ќе трае со години усагласување и така натаму. Макрон туку што победи на изборите, ќе му треба нова европска приказна и така натаму. Ние сме надвор од тоа и не само ние, уште би рекол дури десетина земји кои што аспирираат на еден на друг начин, со едно со друго ниво на поминати преговори, меѓутоа се тоа е блокирано. Љупчо, во политиката се живее од избори до избори. Не се живее од денес за 100 години, туку се живее од денес за кога се следите избори, во македонскиот случај, боже би во редни. Што значи ова сега за нас? Пораките од Бугарија се јасни, ние во јуни не добиваме. Не знам што треба да се случи, јас и во моите текстови гледам ти во твоите. Секој што ставаме едно мало прозорче на можност дека ете некој ќе притисне и така натаму, меѓутоа тоа нема да се случи. Ако при тоа се менува и концептот на Европската унија, ние останавме вон тоа со години од сега може да се предвиди без разлика што правили, дали ќе добиеме уште 5 позитивни извештаи од Европската комисија. Значи Македонија се мора за жал јасно да кажеме дека проширувањето за Македонија е завршено, барем во наредните години. Тоа е огромна вина на Европа, мислам и клучна вина на Европа. Тука нема, ние може да имаме некои прашања, владење на правото, но ниедна од земјите... Може би и политички разлики, може би едно друго која од земјите кога беше примана, беше со совршено досие? Летонија во 2004, Бугарија 2007, Словачка во 2004. Мислам да не забораваме. Па Мечијар владееше до 99 година, 98 со Словачка со еден авторитарен режим, за 2 години ја катапултира во Европска унија. Мислам, тоа е политичка одлука за членството. Никој не може да бараш и од оние што се да речем, економски, демократски на дното на скалата, да речем од овие од Западен Балкан, и најнаш да станат супер демократи како Португалија за да може да влезат. Тоа можеше да го направат само Финска, Шведска и Австрија. Тоа е невозможно. Значи јасно е дека политичката волја е загубена. Кај Европската унија ние не влеговме во таа прочуена, сега веќе заборавена агенда 2000 што беше, и тука нашата шанса уште од тогаш почна да се нагризува субстанцата, и сега веќе навистина треба да се случи чудо што велиш ти, за да може. Како го оценуваш ова што сепак се обидовме со нов пристап, со нов концепт, двајца нови премиери, Петков и Ковачевски, ќе излезе на крајот тоа губење време или сепак требаше да се влезе во тоа? Па не мислам дека е губење време, зашто ако треба со нешто да преговараш, да создаваш некои нови односи меѓу владите, секторите, луѓето, младите, зашто да не го направиш? Мислам, само што очигледно сега ние тоа беше 2 месеца, 3, после тоа запре. Сега гледаш овие што се случува последниве 2 недели. Па нема политичар во Бугарија кој што не се надпреварува да каже дека ветото ќе обстане. Да. Значи, во јануари, февруари, кога беше тука Петков, и додека не почна војна во Украина, тоа имаше некаков баланс во однесувањето, но сега нема, Минчев, ваму, таму, сите. Нема, тука мора. Сега тука ние не можеме, со што ќе се бориш, ама комуникацијата мора да остане. За догледна иднина тој чептер, што вика, тој дел од книгата за нас е затворен. Што правиме дома?
Дома, дали мислиш на тоа како ќе се развиваме? Ние Па, бидејќи сега де факто нас, да кажем, рбетот на дворешната, но и на внатрешната политика не беше европската интеграција. Јас постојано слушам, ова треба да направиме Европа дома. Мислам, за мене тоа е флоскула. Значи, Европа дома уште не е направена ниво Словачка. Ниво Словачка, ниво Романија. И сега ние со милиони, милиарди помоши, со Кајнив, да, зборувам за Кајнив. За во Литванија, например. Значи, со тоа, со истурење пари... Во Бугарија, во Хрватска, со мислам, ноу-хау, со она и не е направен Европа дома, ние сами, сиромашни, ќе ја направиме Европа дома. Мислам дека тоа добро звучи, но е невозможно со овие ресурси, со овие и човечки, и материјални, и со тие ноу-хау ресурси да тоа да го направиме. Ние мора да направиме некаков одржлив развој на земјава, да почне да функционира на начин на кој што ќе може малце повеќе да напредува, да нормално да се поправат сите тие работи што се во однос на владење на правото, слобода на изразување. Сега излегува дека отворен Балкан ќе биде замена за Европска. Па, ќе биде на крај, ќе испадне тоа што го направија, дека во одредена мерка може да надокнади некакви работи што не можеме да ги направиме со тоа, со роамингот, па добро, и без дозволи работења, со заеднички царини и така натаму. Заеднички царини, некаков чекор, ние мислам објективно, мора да правиш некакви чекори, не дека некој може тоа да му се допаѓа, дека не е замена. Ева сега го слушаме и Шарл Мишел во Тирана рече отворен Балкан, ние го поддржуваме. Го поддржуваат да останеме настрана, да се функционираме. Ферли е тоа што би ја држала Албанија се уште со нас, или е веќе редно Албанија да го продолжи својот европски пат, како да кажем, разведена од нашето прашање со бугарите? Значи, тоа е, ако зборуваме за емотивно размислување, не би било добро за нас, затоа што ние бевме жртва во 2019 година, кога Макрон го стави ветото за Македонија, со клучно образложение дека ако се раздели од Албанија, тоа ќе предизвика големи неволји во регионот и ќе го поттикне задоволството на албанското население, кое што и во Косово, и во Македонија, и во Црна Гора, и во Албанија, се разбира. Сега мислиш дека обратно би се случило? Сега не знам што би се случило. Значи, ако сега што треба да каже, ако не дадеме шанса на Албанија, ќе го поттикнеме на задоволството пак во истите тие. Така што во основа ние не можеме да кажеме со нашето емотивно однесување дека тоа не е фер. Во политиката знаеш дека нема фер или не фер, има интереси и тоа може да се случи. Нема да се случи и сега, но до крајот на година може да се случи и ние мора да им посакаме среќен пат на албанците. Добро, наши би ни одговарала Албанија што повеќе да се развива, бидејќи тоа нешто тоа се преле. Ама ние ќе останеме затворена енклава практично. Енклава и ќе бидеме, што е многу лошо, насочени кон Србија, кон директна соработка, што тоа не е во крајна линија. Тоа е добро за соработка меѓу двете земји, но не е патот кој што ние треба да го некако ни го стегна свиганиот Гајтан Макрон прилично успешно. Прилично успешно и уште ми кажува дека тоа е за наше добро. Да, тоа е добро. И имаше некни Олаф Шолц беше Марк Руте пред 2-3 дена таму, ја и во текстот го споменувам, и имаше подолга пресконференција, гледав, ја препрочитував во Берлин, и значи тој имаше посебен сегмент од пресконференцијата насочен кон Македонија. Вика, ова што го правиме за тоа храбрите лидерства што го покажа Македонија и така натаму, не смееме да го... Тоа е завршено, мислам. Значи, сега... тоа е завршено, сега и... Треба ли да одиме ние во Франција сега на самитот што сака Макрон да го свика, или треба пратиме пониско ниво? Не, за наша среќа нема да биде во Франција, туку ќе биде во Брисел, така што ќе те покажат. Ама го свикува Макрон. Ама што? Ако пратиш пониско ниво, председател на влада. Не, ако пратиш пониско ниво, сега не знам како ќе одлучат нашите. Тоа ќе биде навреда, а знаете тој франкофонски свет, таа петта република, тоа само ние можеме навреди да трпиме без тоа во основа може и сегашниот амбасадор Бумгартнер и претходниот да зборуваат што сакаат овде, дека не клучната работа што ја направи некој во Европската унија,
за Македонија да застанува е Макрон. Мене ми е многу жал, заради тоа што од Франција неговам екстремни позитивни наклонности е анализа на резултатите, не на да, ама во основа тоа е, значи го прими и беше и Заев таму и така и на крај во основа дека посетата на Заев кај Макрон била една фантастична прилика во која што дури јас слушав од францускиот кабинет дека Макрон ретко кога со толку позитивности излегувал во тој вид на поседи и на крајот како вика англичаните damage is done. Да, штетата е веќе направена. Направена и тоа веќе не може да се извини само што на секунда, резолуцијата на бугарскиот парламент и таа декларација на владата и ветото на Макрон во октомври беа речиси во исти денови. Значи тоа ако поминеше таму таа резолуција веќе ќе беше во друг контекст ставена на бугарскиот парламент. Тоа ќе зборувавме за нешто друго. За крај, Љупчо, да, јасна е таа работа. Ние со бугарите ќе си останеме во добри односи, како и во минатите 30-40 години, на ниво кое што го познаваме. За жал многу е, мене ми е чувствувам некако како губење на некаков дел од нашите односи со некои пријатели, соседи. Знаеш, ова одењето во Сандански, во Банско, во Пампорово, каде беше како домашна дестинација. Сега веќе тоа нема да биде случај. Тоа не. За крај да те прашам, добро. На крајот се испоставува дека од крајот на 80-тите, јас дори би рекол 89-90, кога почна веќе Југославија јасно се распаѓа. Нас единствениот сигурен партнер и доверлив кој што до сега не оманал, што викаат, за добробит на држава, се американците. Не само тогаш. Да, точно така, ама и историски за последниве 32 години стојат за нас. Се што Америка ветила за Македонија, остварила. Се што Европска Унија ветила, не остварила или остварила 10%. И тоа, мислам, кај македонскава јавност многу добро се чувствува. Тоа го забележува. Да се испратиме ние едно барање да станеме 51-ва членка. Што испрати Бугарија 76-та стане 16-та република на Советскиот сојуз. Но мислам, во Америка никогаш не сме имале од Америка не сме имале никаков посериозен и поискрен партнер, па и знаеш, и за време на Втора светска војна тука беа британска и американска мисија. Значи тука тоа е како и ти, Љупчо, сме сведоци на некои работи, памтам многу долго и така и понекогаш и на моите пријатели им велам дека да не бе американците, да не се залажуваме со важно и ние што правевме, важно и тие околу нас, и Европа и се, да не бе американците, ова ќе беше потполно друга сторија.